Почитувани, владата на денешната седница го утврди новиот усогласен текст на предлог законот за игрите на среќа и за забавните игри, кој ќе биде испратен до собранието. Со ова започнуваме нова, посериозна и поодлучна фаза во борбата против нелегалното приредување игри на среќа, агресивното рекламирање и злоупотребите кои со години нанесуваат штета врз граѓаните, особено врз младите, децата и семејствата. Фокусот на овој закон е јасен: заштита на децата, младите и генерации и семејствата. За прв пат се воведуваат строги ограничувања за рекламирањето на игрите на среќа. Се забранува рекламирање надвор од деловните простории, доколку тоа има цел да ги поттикне граѓаните да учествуваат во игрите на среќа. Се забрануваат пораки кои коцкањето го представуваат како пат до финансиски успех, подобар живот или решение за лични и социјални проблеми. Дополнително се забранува рекламирањето преку познати личности и содржини насочени кон малолетниците. Испраќаме и јасна порака дека коцкањето не смее да се нормализира, ниту да се представува како стил на живот пред младите. Втората клучна точка е заштита на образовниот процес и безбедност на учениците. Со законот се предвидува сите објекти во кои се приредуваат игри на среќа, во казина, автомат клубови и електронски игри на среќа да бидат оддалечени најмалку 500 метри од основните и од средните училишта. Во обложувалниците, кои се наоѓаат во радиус од 500 метри од училиштата, нема да биде дозволено поставување на електронски видео лотариски терминали и друга опрема за електронски игри на среќа. Ова е институционална одлука да ги заштитиме децата од секојдневната изложеност на коцкање и зависности. Паралелно, институциите веќе преземаат конкретни мерки против нелегалното онлайн коцкање. До сега се затворени 358 нелегални странски онлайн платформи, кои незаконски приредувале игри на среќа на територијата на нашата држава. Станува збор за платформи кои функционирале без лиценца, без контрола и без никаква заштита за граѓаните. И покрај постојаните обиди на нелегалните приредувачи да отварат нови канали на интернет страници, институциите ќе продолжат со засилени контроли и соодветни законски мерки. Оваа влада уште од првиот ден започна системска борба против индустријата, која со години се ширеше без никаква контрола. Нашата цел е јасна: воспоставување одговорен, транспарентен и контролиран систем, со јасни правила, правна сигурност и многу поголема заштита на нашите граѓани. Ова е борба за иднината на младите, за сигурноста на семејствата и за достоинството на општеството. Ви благодарам.